Министерка, не сум задоволен од одговорот. И веројатно не сте изненадени. Но јас би ви напоменал, бидејќи спомнавте европски вредности. Европска вредност е диалогот. Диалогот кој што сега го имаме, но диалогот кој што сте го имале преку таа јавна расправа кој што беше организирана од страна на ова собрание, каде што и вие сте учествували. Но сега слушнав од вас дека пред собранието на таа јавна расправа сте представиле ревидирана верзија на програмата, која што сега практично ќе почне да се применува. Ако европска вредност е диалогот, тогаш тој диалог значил дека вие веројатно нешто ќе сте слушнале од колегите, од експертите и ќе сте го применеле во пракса. Јас жалам што на крај ќе констатираме дека веројатно многу малку ќе сте применили. Доколку јас не се согласувам со реформа која што е брза, која што е радикална, која што сметам дека има бара од наставниот кадар кој што е платен со субстандардни услови да ја применува, со субстандардни услови во рамките на училниците, без доволно време на обука. Јас не сум против прогресот, не сум ретрограден, бидејќи кога не сум прогресивен би бил ретрограден според вашата теза. Јас само сакам да ви укажам дека реформите треба да бидат спроведувани внимателно. Реформите треба да бидат обмислени. И не е само желбата за реформа, туку како таа реформа ќе изгледа во пракса. Предноста на собраниските дискусии што тие остануваат. Веројатно и во колективната меморија на некој кој што ги слуша и во стенограмите на собранието. Јас жалам што од оваа перспектива како некој што работи во образованието. Иначе, да не се сомневате дека целосно се согласувам со вас дека се потребни сеопфатни реформи во образованието и тоа дури, јас кажам, треба да се почне со основното образование. Но не вака да форсирате и не вака без соодветно внимание. Господје министер, јас не се спротивставам со тоа дека вие имате и други обврски. Но вниманието да добиете покана во период подолго од една недела е баш заради тоа што вие не барате позајмување од 1000 евра, вие барате ние да ги задолжиме граѓаните 21,5 милиони евра. Вие сте таа кој што е лицето на оваа реформа. Вие сте таа кој што водевте селективни јавни расправи со одредени избрани поединци. И затоа очекуваме кога тој закон ќе дојде пред пленумот во овој дом, кој што жалам и морам да констатирам дека недоволно го почитувате, дека и вие ќе бидете тука со нас. Па тогаш да успееме да ги добиеме од вас вистинските одговори кои што денес не ги добив.